Еве шампионска титула, по играта која видовме заслужена, како е чувството? Сигурно не ви е прв пат. Чувството е прекрасно, само нешто да ви кажам е ова, све ќе ви каже. Така да се надевам. Титам на девојките, ми направиле срекна. Како тренерова ми е прва златна медалја освоена на македонско првенство. Честитки нека ви се може. Благодарам многу. Честитки за наградата, да се биде MVP играч, значи цела година напорно да се работи. Сигурно сте задоволни, еве што успехот го кронисавте. Задоволни сме многу со успехот, напорно трениравме и еве се исплати ова. Може не бевме многу добри во овој втор надпревар, но сепак дадовме се од себе и се исплати. За најдобар стрелец. Па доста добро се прикажавме, имавме прилика да видиме од трибините. Ви фалеше малку некаде пред последниот напад да го реализиравте, можеби ќе гледавме повторно пенали. Како генерално сте задоволни? Па задоволни сме од нашата игра. Сепак Вардар е поспремна екипа, доста време тренираат заедно, имаат поспремни тренинзи. Задоволна сум од нашата игра, можевме подобро, ама тоа е. Со коментарките освоивте добро трето место, значи бронзен медал, можевме и подобро, меѓутоа среќата ни го сврте грбот. Чувството е прекрасно. Лани исто така бевме трети и сега пак за малку, како што рековте, ни побегна финалето, но сепак сме многу среќни што сме и во овие најдобрите 4 и го освоивме третото место. Супер. Заврши уште еден одлично организиран Final Four. Немавме среќа, тесно беше линијата до финалето, меѓутоа бронзен медал е одличен успех. Како сте задоволни, како помина целиот настан? Така. Сума сумарум, на крајот на овој ден можеме да заклучиме дека нашата екипа го освои третото место. Ние мораме да бидеме задоволни. Влеговме во 4 најдобри екипи во целата држава. Знам дека можеби кај нив превладува во денешниот ден и тага, очекувавме повеќе, очекувавме да играме финале. Меѓутоа денеска среќата не беше на наша страна. Бевме поразени на пенали од екипата на Стружанка. Сепак во малото финале против екипата на Сани од Охрид изигравме подобра партија и на крајот можеме да кажеме дека мора да бидеме задоволни. Имавме тежок организацијски период зад нас. На крајот сакам да кажам голема благодарност до нашите спонзори кои го помогнаа овој настан. Тоа е Камчемонт, АД Фротирка, исто така ни помогна Авто Брокер и 5 плюс такси компанијата. Секако тука беше и Брегал од Делчево и Општина Делчево. Да не ми замерат и некои други спонзори. Сакам да заблагодарам на целата делчевска јавност, да заблагодарам на целата публика која не бодреше во текот на денешниот ден. Мислам дека на ниво на држава покажавме дека знаеме да организираме еден ваков голем настан и во идниот период пред нас секако со уште подобри резултати.